Христина со долна црта, Сињановска, го има едното од нив и прашува храна и суплементи за автоимуни заболувања како миастенија гравис. Кристина, прва работа, не знам, мислам дали е прашањето наменето за тебе или е за некој во твоето блиско обкружување и фамилија, но како и да автоимуните заболувања се тема која што одговорот пред се треба да го бараш на лекар. И конкретно за оваа диагноза и болест се уште не постои лек. За жал и за многу од автоимуните заболувања не постои лек, од причина што се уште медицината не знае зошто се јавуваат. Конкретно, значи, во овој случај проблемот на тоа што имунитетот уништува една субстанца која што е задолжена за комуникацијата помеѓу нервните клетки и мускулите. И генерално луѓе со оваа диагноза зависи нели и како се одразуваат симптомите и во кој стадиуме, често може да се жалат на нели пред се умор, неможност нормално да функционираат нивните мускули, при тоа и говорот да е отежнат и сите и целото секојдневие да е отежнато. Така да медицината до сега она што го препорачува е пред се нели си се консултираш ти тоа со твојот лекар, затоа што ја навистина не знам да ти кажам и да ти препорачам било што. Дали се тоа кортикостероиди, дали комбинации на различни терапии, но сепак ќе го бараш решението таму и ќе се бориш со симптомите, бидејќи најверојатно се уште е рано за да зборуваме дека ќе можеш да ја решиш таа болест и диагноза. Промени во животниот стил секако се добре дојдени, бидејќи и без било каква диагноза ќе помогнат. Пред се во автоимуните заболувања и особено во оваа ситуација, добриот одмор и спиењето се клуч за твојот систем. Останатите животни промени како добра исхрана, пиење доволно вода се супер, изложувањето на високи или прениски температури треба да го избегнуваш. Стресот, гледај колку што можеш да не го дозволуваш да ти се појавува. Бирај ги информациите кои што ги консумираш од медиуми, бирај ги можеби личностите преку социјални мрежи и YouTube канали кои што ти влијаат. Гледај да внесуваш позитива во твојот живот и секако доколку си или е во можност лицето со оваа диагноза, ако е возможно, нека практикува медитации, јога и така натаму, бидејќи тоа се промени во животниот стил кои што може да придонесат, но пред се мораш да се обратиш на лекар и да користиш терапија која што ќе ти биде препишана од лекар.